Добар ден, почитувани, стартува на новата телма амбуланта. Кога душата е празна, понекога се случува да сакаме да исполниме празнината со храна, да ги нахраниме чувствата. Па како се препознава емоционалното прејадување? Има ли одредени механизми, психолошки и физиолошки, што влијаат во создавањето на ваквиот проблем? Може ли некако да се надмине емоционалното прејадување? Ќе го запрашаме доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Затоа, останете на телма. Во денешната телма амбуланта ќе зборуваме за емоционалното прејадување и начините на кои што може да се надмине овој проблем со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Докторе, добре дојдовте во студиото на телма повторно. Добар ден. Добро ве најдов, добар ден, ви благодарам за поканата. Задоволство е што сте тука и што ќе обработиме една ваква тема, бидејќи кога луѓето се под стрес, кога се емоционално празни, реагираат на различни начини кога е во прашање храната. Некои не може да стават залак во уста, но од друга страна има лица кои што комплетно се насочуваат кон прејадување, кон конзумирање на огромни количини храна. Да. Па како се дефинира емоционалното прејадување, во што се состои разликата со јадењето периодично од задоволство или пак она јадење кое што е одговор на физиолошката глад? Многу убаво воведовте во темата дека не е храната остров. Тоа е многу важно да го кажеме однапред, како една, да речеме, како еден лајтмотив на цела оваа денешна емисија. Би го кажал тоа, па би влегол во одговорите конкретно на прашањата. Велам, храната не е остров заради тоа што ние многу пати, гледајки човек како се однесува со храната или колкава е телесната тежина, многу лесно знаеме да дојдеме до суд, до заклучок, дека некој јаде многу, некој јаде малку, или на било кој начин да ги поедноставиме тие изворедно комплексни соодноси. Односно, луѓе кои што имаат од било која причина повеќе стрес во животот или историски низ животот така им се случувало, за жал може да ја развијат токму таа навика би ја крстил, или еден вид на механизам за справување со негативните емоции. И просто тоа е многу пати исклучено од анализата на некој дали е со зголемена или не е со зголемена телесна тежина. Човекот е многу по-комплексно битие отколку се да сведеме само на храна. Така, например, ако сега веќе ги разложиме тие три вида на глад во основа, ќе почнеме од најосновното, нели, глад, сите знаеме што е. Тоа е чувството кое што нели не тера на храна, дека имаме потреба од храна. И тука разликуваме три различни поими. Едното е така наречена физичка глад или физиолошка. Во смисол, имаме чувство за глад, тоа е најнормално, тоа е природно и таа вообичаено најприродна форма на глад вообичаено е придружена со некои елементи кои што ни укажуваат на тоа, односно да ја препознаеме. Например, кога се чувствуваме така природно гладни, нормално е да почувствуваме кркорење на цревата, нормално е да почувствуваме пат на енергијата. Некогаш е можно да имаме и како симптоми од низок шеќер, како што велиме да се така да се протресеме, што се вели. Сите тие укажуваат на тоа дека станува збор за најприродна физиолошка форма на глад. Значи едноставно дошло време кога треба да јадеме пак и телото бара храна. И тоа е правилното и наједноставното. Меѓутоа, работите, како што најавивме, никогаш не се така едноставни. Не се така едноставни, се многу покомплексни. Следната форма на јадење е така наречено комфорт јадење или јадење кое што е поврзано со нешто пријатно, нешто позитивно. Со задоволство. Со задоволство, да. А тоа е карактеристично за него е дека е поретко. Значи не е тоа нешто што се случува секоја вечер. Тоа е нешто кое што се случува на настани или кога ќе имаме некој ручек, вечера со пријатели, некој повод, некои социјални елементи додадени на тоа. И тука е веќе јасна разликата помеѓу првото и второто. Значи овдека имаме, можеби да не сме воопшто гладни, меѓутоа кога веќе се случува тој настан и сме со луѓе, е позитивно, има некоја пријатна дополнителна околност, тогаш може јадењето да биде поврзано со ова, или тој е втор тип на глад, така да наречеме,
Третиот тип, тој за кој што зборуваме денес, носи име кое што кажува многу. Вели емоционално прејадување. И сега, ајде од тука да го разложиме. Емоционално бидејќи главно е под движење на емоциите. Значи, и тоа пред се негативните. Иако мора да се истакне дека и позитивните емоции може да доведат истиот до овој истото. ефект знаат да го започнат цел овој циклус на прејадување. Но тоа е првиот од терминот, тоа е првиот збор, емоционално. И пред се негативни емоции. Вториот дел вели прејадување, значи не вели јадење. Значи не е само да го натера човек, туку веќе ќе влезе во форма на прејадување. Сега ќе ја направиме разликата меѓу првото и третото. Например, кај физиолошката глад, значи ќе ни се појави чувство на глад. И ние кога веќе јадеме до една точка и се појави заситеност, ние тука некаде и би престанале. Меѓутоа, ако емоционалното прејадување е во прашање, ние продолжуваме да јадеме отаде точката на најаденост и преминува во прејаденост. Тоа е една од главните карактеристики за него, за емоционалното прејадување. И втората карактеристика за него е тоа, го објаснам со цел да може да го препознаат, нели, гледачите кај себе, е дека тоа знае да биде врзано со одредена храна. Значи, емоционалното прејадување може да биде таргетирано кон благо, например. Торти, колачи, Така е. шоколадо. Или кон многу мрсна храна. Значи, може да има некои омилени храни кои што се врзани Ке доминираат во тој момент. Да, и тие да доминираат. И тука е таа разлика меѓу првото и третото. Ако првото, природното чувство на глад се јавува постепено и без да биде предизвикано конкретно од некој настан, кај емоционалното прејадување имаме многу често шемата на самото прејадување. Прво ќе се случи некој настан кој што предизвикува Стрес. значителен стрес, значителен емотивен одговор и потоа почнува јадењето, иако може би сме јаделе пред еден час. Значи тоа почнува нагло и трае до точка на навистина многу прејадување. Проблемот со него е дека како има една друга дефиниција за емоционалното прејадување, вели тоа е справување со форма на справување со негативните емоции преку храна. Значи, кога човек чувствува, вака најпластично кажано, празнина, која што едноставно развил навики да ја надополнува таа празнина со екстра храна или просто да го втурне во еден процес на барање чаре, што велиме народно, или излез токму во храната. За разлика од второто, кое што се случува повремено, или тоа комфорт јадење, кое што е предизвикува задоволство, да. Оваа трета форма е хронична, често се јавува во стресни периоди, може и секој ден да се јавува и заради тоа влече големи последици. Бидејќи видите, ние во медицината, например, или конкретно еве во зголемувањето на телесната тежина, ние не можеме да имаме проблем од настан кој што се случува еднаш во месецот. Нема капацитет таков настан да ни ја зголеми телесната тежина, па колку и да изедеме токму тој ден. Но ситуацијата со емоционалното прејадување е дека тоа е шема која што или може секој ден да се повторува, или во неделата неколку пати. И тогаш веќе Зборуваме за проблеми то таа здравствен. фреквенција веќе ќе направи и значителни проблеми по здравје. Докторе, а дали одредени механизми, психолошки, физиолошки, веќе споменавте, можат да го забрзат, односно со сигурност да доведат до емоционално прејадување, односно дали одредени хормонски механизми, како што се хормоните на стрес, всушност се причинители за овој проблем? Така е. Има тука многу јасни, како да речеме, и физиолошки и психолошки елементи кои што влегуваат во овој комплексен проблем на така наречено емоционално прејадување. Физиолошкиот момент е многу јасен од гледна точка на така наречената базична медицина. Впрочем, и ќе го објасниме тоа за гледачите, секоја форма на интензивни емоции, нели секоја форма на стрес предизвикува соодветен хормонски одговор во нашето тело и тоа најчесто е хормонот на стрес или кортизолот. Кортизолот, хормонот на стрес и други има, но тој е централен да речеме, има неколку јасни последици кои што ги прави врз нашето тело. Една од нив е дека ја активира потребата за глад. Значи дека тој самиот го стимулира процесот на јадење. Сега тука има
одма потреба да направиме дистинкција помеѓу еден друг хормон кој што исто предизвикува глад, но тој не е под влијание на стресот. Тоа е инсулинот. Значи, затоа е многу важно кога веќе ќе се соочиме со пациент кој што го има овој проблем на емоционално прејадување и разговараме, земаме анамнеза или влегуваме во медицински тоа што се нарекува етиологијата или причините како настанува, многу важно е ние од старт да ја направиме таа јасна дистинкција помеѓу тоа дали кортизолот е централниот механизам во стимулирањето на прејадувањето, на емоционалното прејадување, или покачениот инсулин. Оти тука многу пати може да ви се крие инсулинска резистенција. Слични симптоми дава инсулинска резистенција. Многу и огромна потреба за глад, за благо. За благо. И општо за храна, но за благо посебно. Огромна потреба за храна, огромен глад всушност. Точно, и нагло се јавува, и може и после јадење пак да се активира. Токму тогаш, впрочем, се активира инсулинската резистенција или гладот под влијание на инсулин. Значи, тоа е веќе гладот кој што е јасно под влијание на инсулин, не на кортизол, но тоа во разговорот со пациентот излегува на површина. Тоа се гледа. Може да се детектира? Дефинитивно да. Преку разговор? Не, кога ќе бидеме кога веќе ќе се посомневаме, ќе побараме обврзно да се провери нивото на инсулин во крвта како конклузивен елемент од цел ова испитување. Бидејќи ние како лекари ќе ја поставиме работната хипотеза во тек на самиот разговор со пациентот, меѓутоа дефинитивната потврда на таа работна хипотеза ќе биде испитувањето кое што ќе покаже дали и колку инсулинот е покачен и колку оди над горната граница. Вториот дел од одговорот од вашето прашање се тие физиолошките механизми ги кажавме, другите се психолошките. Тука ќе ги кажам само основните начала, бидејќи како и секогаш пазам да не излезам надвор многу од мојата специјалност, заради тоа што ова сепак е момент каде што колегите психијатри и психолозите можат многу подобро да навлезат во тоа и да го третираат. Тоа е моментот на присутни патерни или шеми на однесување, кога пациентот ќе влезе во ситуација на стрес и кога на истата ќе одговори преку прејадувањето. Меѓутоа, тоа е веќе за исследување од моите колеги. Кај секој пациент, односно кај секој лице кое што емоционално се прејадува, различни причини доведуваат до тоа. Што говори вашето искуство? Кои се најчестите модели, односно најчестите причини што доведуваат до ваков проблем? Дали прекомерниот стрес е секогаш? Да. Тука е тој момент кој што се нарекува тригер, на англиски кажано, или на македонски тој некој стимул или некој конкретен предизвикувач кој што во моментот ќе го наведе пациентот кон тоа да се прејаде, значи кон тоа емоционално прејадување. И тука има неколку работи кои што може да дојдат. Едното е стресните ситуации и негативните емоции, ќе го објаснам тој момент. Вториот е така наречени ситуациони дразби, односно ајде од нив да почнеме. Значи, во одредена некоја ситуација, например, ќе седне пред телевизија, ќе пушти телевизор и ќе почне да гледа, тука гледаме дека нема драматично емотивно нарушување, меѓутоа имаме ситуационен момент кога самата ситуација и околина вклучува шеми во однесувањето на пациентот, кои што речиси автоматски го туркаат кон тоа прејадување. Не е тоа класичната форма на емоционалното прејадување, меѓутоа и таа е доста присутна. Или кога човек ќе се најде во друштво на одредени луѓе кои што му го предизвикуваат тоа однесување, или по дружењето со тие луѓе, како одговор го има моментот на емоционалното прејадување. Значи, тие се две генерално големи групи на тоа дали тригер фактори. Дали се од самата околина, која што може да биде период од денот, локацијата на која што се наоѓа, работно време, трета смена, значи од некои конкретни ситуации, луѓе со кои што бил непосредно или веднаш потоа обкружен, тоа е таа една голема група, и втората група на тригер фактори се тие кои што се однесуваат повеќе внатрешно, и тие веќе конкретно се поврзани со самото ментално здравје на пациентот. Тука доаѓаме
до тоа големо прашање на тоа како менталното и физичкото здравје се всушност поврзани и како едното се прелева во другото и обратно. Значи тоа е тој момент. Затоа велам многу пати кога ќе дојдеме до ваква ситуација, може би луѓето и ќе се обратат до некој да им помогне, така да речеме, со диета или со начинот на исхрана, например до мене, но јас ќе ги препратам дека нема проблем. Ние можеме да го направиме тој момент на изработка режим на исхрана. Режим на исхрана, нели? И План. тоа ќе биде и адекватен план на исхрана, програма на целокупен начин на живот, но само по себе тоа може да дојде само во момент кога пациентот е подготвен. Зошто го објаснам тој момент? Заради тоа што ако ние имаме нешто кое што е увертира и таа е од емоционална природа или таа е од природа на стрес или општо начинот на живот на самиот пациент. И ако таа увертира води до точката на нарушување на начинот на исхрана, ние не можеме да го поправиме начинот на исхрана доколку не биде третирана претходната состојба. Многу пати, нели, јас секогаш велам дека да лекуваме причини, не последици, но некогаш храната сама по себе е последица. Иако, нели, вообичаено ние сме навикнати храната да ја третираме како причина на многу метаболни или какви да е други нарушувања Но во може да здравјето. биде и последица. Но истата може да биде и последица. Како што во овој случај. Како во овој случај, и тогаш ние имаме потреба да отидеме еден чекор пред неа и да видиме каква е менталната состојба, менталното здравје на тој пациент, и тука веќе длабоко излегува надвор од мојата територија. Тоа е веќе едноставно препорака до тие пациенти дека тогаш најдобро е да разговараат со психолог или психијатар, зависно кој како ќе одлучи, односно психотерапија станува, вака најпрецизниот збор да го кажам, тука станува збор за психотерапија. Зошто? Заради тоа што многу пати било кои други нарушувања на менталното здравје може да се одразат на односот на човекот кон храната. Како тој има, каков однос има кон храната, и тоа да биде последица на нешто друго. Но, велам, од тука па нанапред оставам на колегите психијатри да го разработат тој дел. Така, на таков начин очигледно се решаваат проблемите со менталното здравје, а докторе, споменавте здравствени последици од емоционалното пријадување. Доколку е тоа хроничен проблем? Се покрај самата непријатност од прејадувањето, нели, многу лица ќе се чувствуваат лошо, ќе чувствуваат гадење, подуеност, нема да може да спијат од прејадување и слично. Но кои се долгорочните здравствени последици? Што се може да ги прати како здравствен проблем? Така, да. Сега тука веќе од една страна рековме однапред, нели, длабоко сме на територијата на колегите психијатри, но од другата страна веќе длабоко влегува во мојата област, односно во областа на начинот на живот, на така наречената лајфстайл медицина, и тука доаѓаат сите последици во полн капацитет кои што се последица на тоа емоционално прејадување. И ќе ги разложам што прво се јавува и што следно понатаму може да се јави. Впрочем, тука првото кое што ќе се појави е зголемената телесна тежина, но која што ја третираме како основа за болести, која што не ја третираме како естетски проблем. Значи, може би и е, но тоа го оставам на други. Јас ја третирам зголемената телесна тежина како основа за метаболните нарушувања. Зошто? Во основа на сите тие нарушувања, ако сакаме многу да го поедноставиме и да биде ептен јасно презентирањето пред јавноста, има еден збор или еден процес. Тоа е процесот воспаление или инфламација. Кога ние ќе преку емоционалното прејадување ќе се втурнеме во правец на зголемена телесна тежина, и тоа многу често под храни, како што кажавме, нездрави храни, односно такви какви што емоционалното прејадување тера, или многу благо, или многу солено, тогаш дополнително повеќе, многу повеќе од стандардно зголемената телесна тежина, ќе го имаме моментот на хронична инфламација или хронично воспаление. Тоа понатаму ќе не води кон развивање на така наречен метаболен синдром. Што е метаболен синдром? 3 од 5 знаци треба да бидат присутни. Дали ќе биде покачен крвниот притисок, дали ќе биде покачен холестеролот, дали ќе бидат прокачени триглицеридите, масното ткиво, обемот на масното ткиво околу половината, или општо било кое од овие во комбинација. Метаболниот синдром е следната фаза која што доаѓа после зголемената телесна тежина, и тука веќе не било прашање само на една хронична инфламација, хронично воспаление, туку тука веќе гледаме
биохемиски докажани моменти на нарушување на здравјето. И третата фаза е тоа што го препознаваме веќе како конкретни болести. Од тука може да се развие една форма, да речеме, на диабет, кој што ќе биде многу брзо прогредирачки како последица на такво емоционално прејадување, кое што се случува често, хронично, постојано. Значи, тука веќе диабетот го гледаме како една многу сериозна потенцијална компликација, последица на емоционалното прејадување. Другата категорија на болести која што ќе се појави навидум лесна, тоа се така наречените дислипидемии, односно покачениот холестерол и покачените триглицериди. Тие од своја страна дополнително ќе направат компликации во правец на кардиоваскуларни заболувања. Кардиоваскуларни заболувања, дали зборуваме за мозочен удар, срцев удар или сите други помали ентитети, и тие спаѓаат тука, и потоа спаѓа големата група на болести кои што спаѓаат во метаболните нарушувања. Според некои нови истражувања, дури и овој тип на прејадување може да доведе до зголемување на телесна тежина која што ќе ја зголеми веројатноста и од малигни заболувања. Оти нели ние вообичаено малигните болести ги врзуваме со гени, народно кажано, но сега веќе се смета дека над барем 17 видови на малигни болести, минимум, имаат јасно докажана причинско-последична поврзаност со зголемената телесна тежина. Односно, зголемената телесна тежина во пролонгиран период може многу да го зголеми ризикот од тие малигни болести. Впрочем, вака кога ќе го поедноставиме, гледаме дека цела медицина се развива како една последица на овој проблем. Зголемената телесна тежина. Да, зголемената телесна тежина, или конкретно, ако се враќаме што предизвикало, зголемената телесна тежина како последица на токму на емоционалното прејадување. И затоа решавањето на проблемот е всушност враќање наназад, доаѓање до коренот и решавање на проблемите во нивниот зародиш. Ќе ги вклучиме, доктори, гледачите во денешната телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, е наш денешен гостин во студиото на Телма. Зборуваме за емоционалното прејадување, нешто што воопшто не е ретко, бидејќи многу луѓе кога се под стрес знаат да посегнат по нивната омилена храна и при тоа да се прејадат, и тоа е да премине долгорочно во некаков здравствен проблем кој што може да има сериозни последици. Докторе, веќе споменавте за начинот на диагностика, но дали емоционалното прејадување понекогаш може да се помеша со некои други форми на нарушување во исхраната, бидејќи има навистина многу форми на нарушување на исхраната. Сега тука е моментот, пред малку само го спомнав, тој момент на инсулинот, колку е присутен, сега би го објаснил малку повеќе. Впрочем, ние кога се соочуваме со емоционално прејадување, многу е важно да ја направиме иницијално таа разлика. Значи, многу е важно да одредиме дали кортизолот ни е носителот на процесот на зголемување на телесна тежина, или пак инсулинот, а кај некои ситуации знаат да бидат и двојно. Има и една трета ситуација која што ќе ја објаснам пред да се вратам на инсулинот. Многу пати, за жал, тука се гледа, особено кај женската популација, тука се гледа една состојба не само на инсулинска резистенција, туку и на нарушување на работата на овариумите. Високото ниво на инсулин, треба да се знае, високото ниво на инсулин делува многу негативно на работата на овариумите. И многу често тука се може да не идеме кај тие пациентки, всушност да е присутен така наречениот синдром на полицистични јајници. И гледаме како сега веќе тоа е една ситуација која што сама себе се храни. Мајгепсан. Така е. Зошто? Заради тоа што пациентките во таа ситуација тоа им создава стрес, може како последица на тој стрес дополнително повеќе да јадат, колку повеќе јадат, толку повеќе нивото на инсулин да се провоцира и да оди нагоре, тоа да влие на нивото и на хормоните и на овариумите, и со тоа дополнително да расте телесната тежина и пак се враќаме назад. Значи, тоа е, вака правејќи дистинкција од почеток, важно е да го препознаеме моментот да не всушност станува збор за таа комбинација на инсулинска резистенција со полицистични јајници. Бидејќи тоа многу често може да биде случај, и тука препораката е
дека треба да се пази, да се препознае всушност синдромот на полицистични јајници во однос на дали е редовен циклусот, колку е присутна влакнетост на телото, дали е чисто лицето или не. Значи тие се тие некои моменти. Да не имаме Не сакав да ве прашам дали проблемот со емоционалното пријадување почесто се ова кај мажите или кај жените. Може ли ваков проблем да имаат децата? Таква статистика постои и кај жените доминантно е присутен тој проблем, но и кај машката популација и кај детската популација за жал тоа е многу присутно. Особено децата, кога се прашање тука, веќе работата со деца, треба искусни психијатри детски да го работат тоа, бидејќи е многу потешко да се препознае моментот на овој механизам присутен кај деца. Тоа веќе треба стручно лице со искуство со работење кај деца да го препознае тој момент. Имаме гледач, сега ќе ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе молам голем поздрав до вас. Ви благодарам. И едно прашање. Вака, од време на време ми се стреса снагата, кога ќе ми се стреса снагата, немам сила да стојам, ми се чини по кило лепки изручам или по цела чоколада и ностоп ми у плуќето, у градниот кош се си ме бие. Шекерот ми беше 6,5, сега ми е 4,5. Па дали ми е до шекерот нешто, дали ми е до храната и друго прашање. Ако може за вчерашниот професор да ми кажеш како се вика и кај работи. Ќе ве молам, пуно поздрав. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор доктор Миодраг Врчаковски беше гостин во емисијата. Така што ќе можете да ја погледнете на нашиот канал на YouTube. Доколку ја пропуштивте, сигурно ќе има и реприза. Повелете, докторе. Ако сакавме да побараме да се вклучи гледач кој што најпластично ќе ни објасни од негова гледна точка како изгледа најверојатно инсулинската резистенција, е токму ова кое што ни го објасни моментално пациентката. Значи, како да бевме договорени да речеме. Совршено прашање. Совршено прашање. Значи, мора во ваква ситуација обврзно треба да се провери нивото на инсулин. Значи, не е доволно само нивото на шеќер? Не, или тоа ќе падне моментално, ние додека да го мериме, пак ќе се качи и ќе не излаже. Или пациентката едноставно ќе се прејаде како одговор на таа состојба на тресење, на генерализирана слабост, на вознемирување. Оти падот на шекерот го дава тоа. Впрочем, што се случило? Например, имало јадење, тоа за жал овие епизоди може и баш после јадење да се појават отприлика 1 час. Значи ќе се најде кога не се очекува такво нешто. Кога не се очекува, но ќе се најде пациентот, ќе скокне инсулинот, но нема да скокне доволно, туку ќе скокне премногу. И кога тој ќе отиде толку високо, ќе го спушти шекерот многу доле, бидејќи тие се како на вага, нели, како на тоа што е детската играчка, кога едното е горе, другото е доле. И кога ќе дојде инсулинот многу горе, тој ќе го спушти шекерот. И тие симптоми кои што ги објаснува гледачката која што ни се јави, на генерализирана слабост, тресење раце, препотување, конфузија, зависи до каде може да стаса и многу силна потреба од храна, благо, особено, сето тоа укажува дека нивото на инсулинот може да биде многу висок. И тука може би има елементи на емоционално пријадување, но тие не беа спомнати. Тоа може да е башка проблем. И тој може да е присутен, не мора да значи, но во овој случај вака опишана состојба укажува на тоа дека најверојатно е присутно медицински што велиме хиперинсулинемија или многу високо ниво на инсулин. Моето искуство е дека често е ова што ме го кажавте вие кај пациентите присутно, ќе одат да бараат шекер, ќе се посомневаат на шекерот од сите овие симптоми. Симптомите укажуваат на тоа, меѓутоа ќе мерат шекер и шекерот во тој момент ќе биде нормален. Па еве и едното и другото, и 4,5 и 6,5 не е нешто тоа некое драматично, алармантно и ќе каже па шекерот бил во ред. Меѓутоа има еден момент претходно, а тоа е нивото на инсулин. И само проверката на инсулинот ќе може да помогне да се објасни цела оваа ситуација. Пред да го вклучиме гледачот, само уште едно прашање. Доколку имаме потреба за нешто благо, по еден обилен оброк, значи ли дека имаме проблем со инсулинот? Тука може да бидат два одговори. Едното може да е апсолутно да. Значи дека може инсулинот впрочем да биде да расте и после да ни паѓа шекерот и затоа да ни треба благо, а второ многу често може да биде просто збор за навик.
Што споменавте, да, тоа е навика. така наречено кондиционирање. Кога сме се навикнале дека после ручекот ќе Следува каста десерт, нешто благо. нешто благо. Да, и тоа со тек на време станува толку силно, телото си бара тоа што му е ветено. Ако веќе навиката се створила дека ќе дојде таква храна по-одредена, тогаш влегуваме во тие психолошки шеми кои што се кај нас многу силни и тогаш телото ќе ја бара таа храна. Имаме гледачи кои што ќе се ги вклучиме во престојниот период на емисијата со нивни прашања. Добар ден за следниот од нив. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Вака, јас имам черка, пред многу години се појави многу висок холестерол во крвта. И сосема случајно испитавме инсулин во крвта и се покажа дека тој е многу висок. Така? Сакам доктора да го прашам, јас сум диабетичар, дали има врска нешто тоа наследно или од што е настанат тие инсулин во крвта, а нема ни полицистични јајници, ни ништо. Се испитавме, само инсулинот во крвта и холестеролот е премногу висок. Така има зголемена телесна тежина или не? Не. Нема. Има нормална тежина, се одржава, пазене исхраната, вежба. На која возраст само не ве разбрав? 27 години. 27 години. Добро А ви пред 7 години е испитан инсулинот и тогаш се каже дека е многу висок. А во меѓувреме правевте нови испитувања? Па да, правевме нон-стоп и некогаш знае да падне, некогаш да се качи, али холестеролот Значи, е варира. често 6 до 7. А холестеролот е покачан. Так. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Фала ви, убав ден, И на поздрав. вас исто така. Повелете, докторе. Инсулинот го третиравме, да речеме, ќе се вратам на како одговор на него, но тоа што е вториот момент кој што беше кажан, покачениот холестерол, ми е важен да го прокоментирам. Многу често кога на таа возраст ќе се утврди покачено ниво на холестерол, треба да се земе сериозно можноста да се разгледа дека станува збор и за некоја наследна форма на холестерол, на покачен холестерол. Генетика. Значи, тоа е и тоа како често присутно, особено во нашата популација, бидејќи моето искуство е тука, многу пати се среќава токму кај луѓе доста млади, како што беше сега кажано во 20-тите години од својот живот, Со нормална телесна со тежина. нормална телесна тежина да биде покачено нивото на холестерол. Тука може да се треба да се процени до која точка може да се постигне подобрување само со начинот на исхрана и со генерализирано начин на живот, правилен, односно и физичка активност и исхрана, за да се види која е најниската точка до која што може да се стаса и потоа колегите кардиолози или интернисти ќе проценат дали дополнително треба да се продолжи понатаму со терапија со цел да се спушти нивото на холестерол дополнително. Сакам да речам дека има простор каде што може со природни интервенции, храна, суплементи, растителни влакна, сето тоа, да се спушти во таа ситуација нивото на холестерол, но не секогаш доволно ниско. И тогаш, за жал, ако станува збор за толку силен момент на генетика, тогаш тоа ќе мора веројатно да се почне и со терапија, макар да е и на помала возраст. Ова е релативно млада возраст, меѓутоа, ако е присутно, тоа е тоа. Од друга страна, кај инсулинот забележав дека има варијации, има скокови, и тоа може да биде поврзано веќе многу повеќе со начинот на живот, отколку со генетиката во конкретната ситуација. Така што на пациентката би препорачал да прави измени во однос на начинот на живот и на 3 до 6 месеци да проверува до каде е нивото на инсулин и да го поврзе начинот на живот кој што моментално бил воден во очи на тоа мерење на инсулин со вредноста и како се однесувала. И да го најде тоа кое што неј за најмногу ја одговара. Има генерални правила, но тоа не мора да значи нелис дека за секого ќе важи, но редовната физичка активност и правилната исхрана кај инсулинот, кај нејзе, мислам дека ќе дадат со сигурност ефект, за кај холестеролот не би можел да каже. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, Ве слушаме, повелете. јас тој мало се јавам, рече си бидите на линија само. Да, во програма сте, ве слушаме, го очекуваме вашето прашање. Вака моето прашање. И ако грешам, не смете да ми замерите. Јас сум 88 годишен човек. Така. Живеам во старачки дом, сам.
Понапред имав апетит и све да јадам. Сега само што ќе видам храната ми се повраќа. Тоа е број 1, број 2, ми паѓа шекер од ноќе. Неде околу 2,5-3. Ето паѓање да не знам кај сум. Ама на терапија е сигурно. На терапија сте? Дали земате терапија? На доктор ми вика, ти внимавај на јадењето. Човек како да внимавам сам не. Дали земате терапија нека конкретна за шеќер? Молам? Дали земате терапија за шеќер? Па земам овие 1000 милиграма што се, како се вика, не знам. Така, добро. Значи земате И терапија. навечер и наутро. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програми, ви благодарам што не следите. Докторе, повелете. Терапијата за шеќерот, народно кажано, е многу важна и многу точно треба да речеме народно, пак да се изразам, да се погоди дозата и правилно да се даде. Не може природно да се случи шеќерот да падне до 2-2,5 навечер, како што кажува пациентот, доколку нема некоја посебна стимулација за тоа, односно, најверојатно, не сме разговарале надолго и широко да видиме што е, но мојата претпоставка според овие информации е дека терапијата е превисока за моменталната состојба на пациентот. Зошто? Например, ова терапија може би била дадена минатата година, например. Меѓутоа, ако се променила многу телесната тежина, ако ослабел, на исхрана, и начинот на исхрана, дека не јаде толку. И ако се намалила телесната тежина, тогаш таа терапија која што била адекватна пред една година, кога може би е припишана, или пред 6 месеци ако брзо било губењето на телесната тежина, сега нема да биде адекватна. Мојот конкретен совет е пациентот да разговара со својот лекар и да му ги каже овие симптоми, дека во ноќта се буди и дека мери шеќерот. Впрочем, видете, не може да мери ако нема проблем со шеќерот. Значи, има апаратче за шеќер, а штом има апаратче за шеќер, значи е и под терапија за шеќер. Така што терапијата за шеќер во конкретната ситуација треба да биде подесена со соодветната ситуација. Често го среќаваме проблемот кога пациенти кои што се со диабет имате или посебно кога се па и на инсулин, ќе приметите како, така народно да се изразам, како јадат за да го нахранат инсулинот. Кога дозата на инсулинот е многу повисока од колку што би требало да биде, и ако не јадат многу повеќе, тогаш шеќерот природно ќе им падне. И за да го решат проблемот, тие прибегнуваат кон повеќе храна. Меѓутоа, тука проблемот кај конкретните ситуации е дека прво треба да се добро одреди која е точната доза, дали е на инсулин или на таблетарна терапија, конкретно за диабетот, за правилно да се даде и потоа храната да се нормализира. Инаку воспротивно имаме многу често случаи кога пациенти користат повеќе инсулин од што им треба и потоа само јадат со цел да се борат против хипогликемијата. Ова е конкретно многу прецизно, меѓутоа ќе ме разберат сите пациенти кои што го имаат овој проблем, кои што се соочуваат со паѓање на шеќерот заради превисока терапија за диабет. Со оглед на тоа дека господинот чувствува гадење кога ќе погледне храна, тоа е нешто кое што треба да се испитува. Треба да се провери, да се види. Да се направат треба да се испита, да се види. Да, во однос на тој дел, тука не може да се знае однапред, треба да се види ако е присутно гадењето, зошто е присутно и да се најде конкретната причина за тоа. Кога зборуваме за емоционалното пријадување, можете ли на гледачите да им понудите некакви стратегии да станат свесни дека станува збор за проблем и како да го решат? Да. Освен тоа што ќе се поидат на психијатри ќе разговарат. Да. Јас можам во овој дел да помогнам во однос на промена на однесувањата, на стратегии за наоѓање поедноставни, но како што кажавте ќе нагласам, главно е комуникацијата со психологот, со психијатрот, односно психотерапија. Само така ти образци во исхраната се надминуваат со разговор со психијатар? Не, ако е сериозно присутен овој проблем, тогаш дефинитивно таму се упатуваат. Меѓутоа, ако е нешто кое што не е од тој размер, тогаш може пациентот и сам да воспостави контрола. Значи не мора да значи. Има и некои техники на самопомош, стратегии. Првиот момент кога е тоа, пациентот треба да препознае кои му се тие негови, како што ги спомнавме, тригер фактори. Или кои ситуации и состојби, луѓе, што и да е стрес, го поттикнуваат. Значи, тоа е првото нешто, да препознае кои се тие моменти кога го отвара фрижидерот.
Првото е да ги препознае тие емоции. Вториот момент е од кој ќе ги препознае тие емоции или конкретни ситуации е да проба само да го пролонгира одговорот. Значи, наместо веднаш да одговори, да проба да направи некоја дистракција, односно да си најде некоја друга занимација во моментот, да не биде тоа фрижидерот. Ако треба да проба да излезе од дома да направи еден круг, ако треба да проба било што нешто, што и да земе книга, да пушти телевизија, било што кое што можеби ќе го дефокусира и ќе му го одвлече вниманието привремено. Бидејќи тоа, знаете како, тие напади доаѓаат како на криза, тоа е кризен момент. И ако успее пациентот во тие моменти нешто друго да се дефокусира, веројатно е дека и ќе помине тој момент и дека нема да јаде. Третата, веќе ако пак се случило да сепак го препознае моментот и не може да се дефокусира, подлегне, тогаш препораката е да ја одбере свесно барем тој храната. Значи да не биде сега ептен, да речеме, најблагото во фрижидерот или тоа, да не биде тоа што ќе го стера многу, туку за нијанса поздраво, за нијанса малку по некалорично. Ако веќе јаболко, круша. Тако, ако успее нешто од тие благо овошје. Ако успее веќе да се натера себе си што и да е да го изеде, ама да не е токму тоа што го тера, И тоа е успех. И тоа е успех. И последното, ако сепак подлегне да го јаде токму тоа на што наумил иницијално, тогаш советот во таа ситуација е да го јаде тоа јадење најбавно можно. Значи, да многу полека, залак по залак, свесно жвака, свесно голта, просто го развлекува моментот и остава простор сигналите од желудникот да стасат до мозокот и да каже, окей, јас впрочем и немам потреба од храна. Да дадеме време да се активираат природните механизми за глад и тие всушност да му кажат на телото дека процесот на јадење е непотребен. Но тоа е последната стратегија. Да не улетат и да не почне тоа многу брзо да се случува. Вела дека куцка чоколадо најдобро се јаде на таков начин што ќе се стави во уста и таа да се растопи. Да. Имаме уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме. Имаме уште 2 минути до крајот на денешната емисија. Еве, ако има можност, нека се јави повторно, бидејќи малку почека. Докторе, само уште моето последно прашање, бидејќи на вистина малку време имаме. Еве, во однос на заблудите поврзани со емоционалното пријадување, ги има ли многу? Да, има доста. Емоционалното пријадување многу пати не е ни препознаено како ентитет, дека постои и дека има многу конкретна таква ситуација. Луѓе од страна кои што гледаат, или за жал многу често и луѓе во самото семејство кои што го осудуваат тој кој што го има проблемот, просто може да мислат дека многу сака да јаде. Нели, не е убаво кажано, меѓутоа е често застапено како став или како осудување помеѓу луѓето. Тоа е таа една од главните заблуди, дека просто некој човек е многу склон на храна и всушност не се гледа дека не е проблемот само големата желба за храна, туку дека тој човек всушност го има проблемот на така нареченото емоционално прејадување за кој што зборуваме. И тоа е, според мене, главната заблуда која што е присутна тука. И треба да се бориме со тоа и самиот пациент да биде свесен за тоа и самиот тој да не подлегне на тоа. И луѓе кои што го имаат овој проблем со емоционалното прејадување, многу пати ќе дојдат кај мене и кога ќе почнеме да разговараме, тие првично разговорот ќе го почнат со тоа дека се многу големи гурмани или меракли на храна, а впрочем кога ние ќе пројдеме низ разговорот и кој ќе прашаме кога се случува тоа, зошто тогаш, зошто не тоа, и ќе излезат на површина всушност елементи кои што јасно укажуваат на тоа дека можеби станува збор за токму за емоционалното прејадување. Но со тек на време човек се препуштил, се предал и го прифатил тоа како дел од сопствениот идентитет. Тогаш тоа е проблем, бидејќи тогаш треба човекот себе да се репрограмира и да не се гледа самиот себе си низ призма на гурман. Оти ако некој си пристапи себе си на таков начин, тоа значи дека, знаете како, тоа јас сум гурман, тој став, прво ве релаксира, ве оправдува, значи ви вика, добро, сега јас сум го, еве, тој не е, јас сум. Ме разбирате? И не му дава на човек простор за активно размислување и за интервенција.
Ако е под наводници од Бога дадено дека тој си е гурман, тоа што да прави тој? Ме разбирате, се става себе си во опозиција на немоќ, се става себе си во опозиција на жртва дури на еден начин, и тој човек ако така ги гледа работите, речи се и да не е можно да се излече од оваа ситуација. А може би токму таа е присутна, емоционалното прејадување. Многу попаметно за тој пациент би било да си каже дека јас на одредени моменти го имам проблемот со прејадувањето. Меѓутоа, не е дека се поистоветувам. Ме следите во разликата. Значи, не е дека он си дава себе си епитет гурман или било каков друг епитет како дел од неговиот идентитет. Туку признава дека на моменти тој проблем му се случува и штом човек е свесен дека има одреден проблем, следното прашање и чекор е многу лесно. Секој што има одреден проблем може да се потруди истиот да го реши. Нешто ќе биде целосно решено, нешто делумно, но ако генералниот став е дека имаме ситуација што треба да ја решиме, е многу поголема веројатноста дека ќе успееме, отколку ако се предадеме од старт и ако кажеме тоа е дел од мојот личен идентитет. Докторе, многу луѓе кои што се слаби, исто имат проблем со емоционално прејадување. Да. Доколку проблемот перзистира, обстојува, долго време е хроничен, ќе имаат во иднина проблем со телесната тежина со сигурност? Зависи колку е степенот на физичка активност и колку прават и колку имаат редовни оброци. Значи да не е прашањето на гладување во текот на денот и потоа одеднаш јадење под влијание на некој таков настан, а настрана од тоа да јадат многу, да чепнат. Да чепнат и тогаш да се прејадат на тој момент. Значи затоа во таа ситуација мора убаво да се разгледа целокупната состојба, нели? Секој пациент е универзум, приказан за себе, и степенот на физичка активност кај тој пациент што се случува и општо метаболизм. Докторе, ви благодарам многу за вашето гостување и што ни појаснивте многу аспекти поврзани со емоционалното прејадување, проблем кој што за жал е доста често. Ви благодарам многу за покана. Почитувани, ова беше се во денешната тема амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.